Помина, речеши, 12 години откако прв пат ја посети славна Дебарца, каде што ме пречекаа мештаните славна Дебарца, кои ме прошетаа низ непрегледните славно дебарцки пасвишта, планински, долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на славно дебарцката убавина, безпрекорно вткаена во верижните плакенско-илински караормански планински венци, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во Фритското езерско водно огледало, осликувајќи го многовековното битисување, ми раскажа за домањчилакот на мештаните во Горна Дебарца, за некогашното полно средсело со народ во селата во Долна Дебарца и за се она што е знаено и незнаено во славно Дебарцкава регија. Помина речиси неполна година од нашата средба со Милчо Јосифовски во Струга, ден пред Илинден на автобуската Струшка станица, чекајќи, така да речам, да ме собери со неговото возило јабланичанецот Илчо Цоклески и заедно да отидеме во Долноденковското село Јабланица и за ова село да направам репортажа, кога во неврзан разговор ме покани да направам репортажа и за неговото родно село Оровник, кога на сам ден на прочка во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Милчо Јосифовски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Милчо Јосифовски од село Оровник, човекот со кого се запознал во Струга на автобуската станица, чекајќи да те соберат и да те однесат во Дрипковска Јабланица", ми рече. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот и манастирскиот одбор на 6 цркви манастири од селото Оровник, ве покануваме да ни дојдете на гости на нашата манастирска селска слава, посветена на Света Петка, која секоја година ја празнуваме на првиот петок веднаш по Великден, ем за манастирската слава, ем и за селото мое да направиш едно убава слико, сето село ќе биде збрано, а ти онака да ја насликаш како што и ти сам умееш и знаеш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не поводи долго време, поточно речено на сам ден на Благоец, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број на Милчо Јосифовски, задзвонив. Не поводи долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добро ден, Милчо од село Оровник ми треба? Новинарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Милчо Јосифовски од село Оровник. Зоране, ти ли си?" го слушнав гласот на Милчото од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум, мошне добро сум", му реков. "Ке ме израдуваш ли?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани за Света Петка Римјанка ќе дојдам во Оровник", му порачав. Ке им кажам. Те чекаме одамна, сите те чекаме, сите знаат." "Голем мерак ми направи, Зоране, мошне голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да се знаеш, ние, оровчанци, 2 дена гости чекаме и заслуг правиме, а утредента и покрстни одиме. Многу народ ќе има, за овој ден дури и од Америка и Австралија си идат", со радост одговори Милчо Јосифовски. Напад за Оровник ден пред празникот посветен на Света Петка Римјанка од Скопската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓаше во 5 часот и 30 минути и поречиси неполни 2 часа и 30 минути, поминувајќи по автопатската делница Скопје-Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Дебарца, кај автобуската постојка Оровник, го замоли возачот малку да застане, да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана. Слего, реизот замина за Охрид. По краткиот престој на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки
поасфалтираното кривулесто Оровчанско џаде, кое ме донесе до Ровчанското средсело, каде што ме пречека Милчо Јосифовски и неговите соселани, Љубе Неловски, меѓуоровчанци попознат по прекарот Топлак и Климе Наумовски, меѓуоровчанци попознат по прекарот Клисарот. О, Милчо! Чекаш гости, бре? Чека, бре, пријатели се. Ајде, ми Со ти пријатели, со луѓе се живеј. Ајде за много години. На много години, ајде да поможи. Да поможи долго. Господ здрави у бајна дани дал. Ево. Добар ден. Добре и дојдовте, господине. Ти си Милчо на телефон. Јас сум тој Милчо на телефон. Значи, што се договараме пред година дена. Да, Така речено. да. Ете, Господ сакаше по Великден на ден на Десета петка. На Великден мајки источен петок. Овдека во Оровник да направиме една документарна репортажа за селото Оровник, а вие мештаните да ни раскажете многуте приказни за сторијата на селото Оровник. Да се ви здрави Нека жив. Бог ви дај среќа, здравје, долга љубов и долг живот. Исто така и на твоето семејство и на сите мештани. На сите, на секој еден. Следујќи, ајде поведе. Повелете сега, кој на пријачка, ајде. Ајде. Со нашиот заеднички пријател Илија, првпат се сретале на автобуската станица во Струга, кога одев на снимање во Јабланица, селото Јабланица. На сите Илија горе. Ето, арно, ама повторно се сретале Годилје. во Годилје за Свети за Спасоден, така беше, на манастир. И кога тогаш направиме начално еден договор, да направиме една репортажа и за твоето родно село, а и за селото Оровник. Но меѓутоа Тихо ми рече дека Зороне, секи би љубаво, но едно да ме разбериш, да не ми се одиш така ме рече. Не ние кога сакаме, него кога Господ да ќе окаже. Ете, на денешен ден сте тука, овој ќе повеликено за голем петок, за Света Петка, за покрстите Да. за Света Петка и дури една работа, ми се радам душата. Да сте ми здрави и живи. Хвала, да сте здрави и живи. Амин. Сите да сте здрави. Ето, Ви сте на воскрес. ви сте на Воскрес. Добар ден. Добар ден. Нека само години. Како сте за мене? Христос воскресе. Вистина воскресе. За многу години. Само години нека е. Само години. Господ да ни дај беричет на сите па и нас. Амин на сите, Господе, здрави, живи и да се множиме. Чулте Господ, чулте Господ. Зоране, овде сте дојдени во мојот двор, во мојата куќа, кој се слушнаве со тебе, и благодарение на црковниот одбор, мислеше на Илија Прентовски, со неговиот одбор, со неговите мештани, ние, како црковни одбор, имаме голема соработка и мислеше и Оровник и во други села, а најголем благодарност што ни го посетивте селово наше да направиме една емисија за селото, за црквите и манастирите, за детите наши, за да чујат не само нашите во Македонија, и нашите во диаспората понастрана. Во Америка, Австралија, Канада, Швајцарија, Германија, цел свет да не гледа. Ево великденските јајца. Повелете. А помоли. На много години, беше да ни помогне. За много години да е Години. Години. За много години. Година повесели, порадосни, Да. помошни, чекаме. Да се множиме. Амин, амин, амин. Години. Добар ден. Добар ви среќа. Да сте ми здрави и живи. Весели и здрави да видиме. Како ти името и презимето? Па Златен Лабовски од село Мишлешево. Од која галабија си? Од Мишлешево, Так, од Лавовци. так. Што те наведе овдека да дојдеш во Оровник?
Ние не комуницираме со село Ромник, црковниот одбор секоја година и сакаме да живееме и понатака. Така. Да бидеме среќни и весели. Убаво да ни е на душава. Кој му е летна слава на Мислешово? Имаме Свети Јован, Успение имаме Руса среда, преполовение, Успение Пресвета Богородица. Богородица, имаме повеќе слави, имаме во Мишлешово, селска слава, тие, имаме Така. Свети Климет, Кој ти е тебе куќна слава? Свети Никола, Така. летна и зимска. Така. Еве, овде се наоѓаме во селото Ровник. Ти си од тука роден, тука овај ти е потеклото. Твоето име презиме од кој галабија си? Јас сум Љубен Неловски, фамилија Неловци, роден овде и во убаво место, така да во ова пригода што дојдовме ни е наш задоволство, што се прави една репортажа за ситуацијата во моментов на Ровник, која што би останала за посетување на сите посешања која што ќе ги избише сине оние прашини на заостанатото во минатиот дел. Благодарение на вас, а овдека уште поголемо благодарение на домаќинот што не удостои Милчо и гостите од Мишлешево, како што наведе Злате, имаме огромна соработка црковните одбори и би сакал да ги имат и другите местни одбори црковни. Утре веканиме во чест на Великдена мајка во Света Петка. Имаме крсти, каде што ќе се одржи еден црковен ритуал и веселба, која што црковниот одбор има организирано и ручек за гостите. А затоа ги поканувам сите утре да дојдат да учествуваат на излагањето на крстите од манастирот Света Петка. За многу години да ни е на помош. За многу години и од кој галабија си од Ровник? Јас сум од Неловци фамилија, која е стара некаде 300 години. Сега ова да те прашам, по мајкина линија од која место си? Мајкина линија сум исто од Ровник, таа е од Далчевци, од нас од Далчевски и тие голема фамилија се и била многу убава, па татко ми се залюбил во неа со карање и со криење. Така е, така е. Така е. Милчо, Ило, Јас сум Прентовски Ило од село Мишлешево, председател и благаник на црковниот одбор во село Мишлешево и во моето 18 годишно раководење во црквата село Мишлешево како председател и благајник, си имам пријателено со доста црковни одбори, а најпојче со црковниот одбор во село Ровник, кој имаме најголема соработка и во све што имаме потреба, ние се подржаваме и организираме сите празници заеднички. сега вака едно би рекол, со твојот пријател, соселанец, Илјо од Мишлешево, кога се бидовме пред една година на автобуската станица во Струга, кога патував за селото Јабланица, и кога ти го даде мојот телефонски број, да бидам реален, ми се радуваше душата кога ми рече: Зоране, овој број ми го даде Илјо од Мишлешево, да додиш во Ровник да направиме една репортажа. Вашето име и презиме. Јас сум Милчо Јосифовски, 24 годишен мандат како председател на црковниот одбор на црквата Пророк Светилија, манастирот Света Петка и црквата Свети Спас во селото Оровник. Нашето село Оровник и селото Мишлешово, уште нашите предци, дедовци, предедовци, имало многу давајне момичиња, земајне и голема соработка невести, па да некаде 60% во селово невестите ни се Со Мишлешево сме врзани фамилиарно. Значи ние сме корените наши ни се тешки врзани со тоа Мишлешево. Ние сакаме на нашите дечиња, на нашите внучина
ова лоза да не запре, да продолжи се понатака и на секој еден пријател, душман, да му дај Господ здравје, да му дај долг живот, да му дај многу дечина. Секој советка се брани. Сите живееме за нашите деца, за нашите внуци. А Господ знај сите работи да ги средит по Негово. Денеска си ми дојден ти дома, јас од мене како председател на овој црковен одбор, ќе ми дадаме на црвено великденско јајце со крст со Христос. Со задоволство. Христос воскресе. Вистина воскресе. Вистина воскресе. Христос воскресе. На вистина воскресе. Христос воскресе. Вистина воскресе. Да поможи. За многу За години. многу години. И јас ќе му дам едно. Повели Чекай. Зоран. Јајцата за Великден се ваѓаат првото јајце на Вели четврток. Сабајле пред да изгре сонце, се редит во сито со црвена шамија и сабајле кога ќе станиш, треба да се измиеш и гладен да го видиш јајцето, да се вратиш назад, да касниш, за да имаш среќа и беричет во самата фамилија и да дај успеси Господови само напред да се. По стариот адет и обичај, кога гостино ќе дојдат нагласи кај домаќинот, за овие великденски празници, кој ќе му даде црвено великденско јајце, ќе треба да биде јајцето скршено, меѓутоа тоа почнува начело со домаќинот. Домаќине, ќе може? Може. Ајде да видиме. Дајме. Ајде да видиме. Инаку. Ама не дробено. Не. Ајде своста. Има Јак мајката са ти го газат. Газот. Ти го криме. Ајде. За Володина ни Христос воскресе. Ајде. Опа. Има уште еден адет. Сите великденски јајцина што не се скршени, ќе мора да се скршат. И понатаму се оди со песна, со ракија, салатичка и се разбира со на убаво наше македонско оро, она тешкото наше македонско. Добро јагнешко. И добро јагнешко. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душова што останавме достои на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на Оровчанци, ми рече. Зоране, да ми те прашаме уште нешто ако може. Каде ти е другарон со бела на коса што саде вез ден го гледаме на телевизорон во репортажите твои, мислејќи на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, ме праша моите домајчини. Ке дојде, набрзо и тој ќе дојде, кај да е ќе стаса ќе пристигне, јас без него никаде не одам, шеговито им одговорив. Додека така да речам, на параванот пред селската продавница со моите домајчини Милчо Јосиповски, Љубе Неловски Топлак и Климе Наумовски Клисарот, го допивавме утринското кафе, набрзо пристигна и Драгослав Миновски. Почитувани мои, навистина мило ми беше на душичката кога забележав како лицата на Милчо, Климе и Љубета им се радуваа што Етеоровник е моето прво село кое заедно со Драгослав Миновски го посетуваме од неколкуте покрај езерски села кои се во составот на општината Дебарца. Зоране, ете сите ние сето село со тебе ќе биде, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски ви стоиме на располагање за се што би треба, а тој леба ми не само што добро ги познава историскиве збиднувања на овие краишта, туку и со своето знаење мощно добро го познава историското и духовното битисување на овие краишта, гледајќи го по телевизориве наши, ми велеа. Почитувани мои, откако така да речем се ја допивме ракијицата, народски кажано која ни ја наточи кооператорот во старите ракијички чашиња и се го испивме утринското кафе, пред да ќе нисаме ни селото,
моите домајчини не замолија најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за нивното село Оровник, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што ним им ги раскажуваа нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Селото Оровник е действен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и аутентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешно наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Минатото и сегашноста на Оровник е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден оппад на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долги континуитет на оровнишкиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превозот на времето. Селото Оровник се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. Оддалечено е по околу 7 километри од најпознатите туристички градови Охрид и Струга и расположено е точно покрај Охридскиот аеродром. Селото има погодна местоположба со поглед на Охридското езеро, а покрај него поминува еден од најважните магистрални патишта во Република Македонија, патниот правец Охрид-Скопје. Со новата територијална поделба од 2005 година, адрот на селото е поделен на две општини, односно единици на локална самуправа Охрид и Дебрца. За името Оровник екзистира следно предание. Кога Отоманската империја го завзела овој крај, населението се побунило. За одмазда турците село Требеништа го истребиле, село Горенци го изгореле, а селото Оровник, затоа што водачот на народниот отпор бил од него, го изгореле, а потоа и го изорале. Од тога селото го носи денешното име, како и соседните села што ги носат тие имења. Постои и друго кажување за името. Едното е дека на ова подрачје имало многу ореви, од каде што селото го добило името. Другото е дека село со исто име, Оровник, има на источниот брег на езерото Мала Преспа во Леринско во Егејска Македонија. И тоа било мала населба која настрадала за време на граѓанската војна во Грција. Неговите жители биле насилно протерани од своите родни огништа, а подоцна во неговиот атар грчката власт населила бегалци од Пинд, кои дотогаш живееле во село Винени. Има забележени искажувања дека првите во Оровник биле доселени од леринското село Оровник и затоа за новата населба било дадено истото име Оровник. Ова, како и претходните искажувања досега, не се научно докажани. Оровник е стара македонска населба. До 1953 година било стуткано на падините од Чука и Света Петка со сосема мал број на кујчи под селската црква. Обштествениот живот во тоа време главно се одвивал кај чешмата на сред село, во продавницата, во управата, во младинскиот дом, во црквата и кај ковачницата.
Ширењето на селото Оровник започнува некаде во 1954 година, после поврените дождови и поплавата. Денес селото Оровник е современа урбана населба. Минатото и сегашноста на Оровник е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долги континуитет на оровнишкиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превазот на времето. Подрачјето на катастарската општина Оровник не е досега систематски испитувано и не се вршени специјални ископувања. При случајни ископи најдени се остатоци од предмети и од некрополи. Во непосредна близина се локалитетите Горенци и Требеништа. На југоисток од Оровнишкиот синор до манастирот Свети Еразмо се протегала населба или повеќе населби под името Хермелеја, од која се регистрирани локалитетите Свети Еразмо, Габавски рит, Чекоштина, Патерица и Козлук. Меѓу овие два простори, Горенци и Хермелеја, не можело да нема живот, односно населби. Присутно е преданието дека од местноста Кулиште во Оровник па се до градиште Требенишко, Кале, постоел пат кој поминувал Кулиште, Тројанско поле, Тројани, Чука, градиште. И денес има контури од тој пат. Селото Оровник илјадници години зрачи на целиот него простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестирите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботајците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, едонистите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска. Од предметите при случајен наод во 1958 година над самото село во Заводот за здравствена заштита на спомениците од културата и Народниот музеј во Охрид е регистрирана една обетка која потекнува значи некаде од 7-миот и 8-миот век. Северозападно од селото, во долот Лесковец, на неколку места се регистрирани керамички цевки кои се поставувани во правец кон изградените терми. Во местноста Подлозја, на самата раскрсница на патот Кичево Охрид и селскиот пат од село Оровник за село Мислешево, во 1957 година откриена е Илирска некропола. Во локалитетот Селиште, на 2,5 км југоисточно од Оровник, има купишта од камења, од објекти, како и остатоци од два бунари за вода. Во југозападниот дел на овој локалитет има остатоци од едно корамна црква со ѕидови широки 90 см. Јужно од црквата се протегала некропола, која датирала од средниот развиен век. На овој локалитет во 1953 година пронајден е прстен од месинг. Во локалитетот Корија, манастириште, кој се наоѓа на 1 километар источно од селото Подмолје, има остатоци од сакрална градба и оградено е со суви ѕидови, што наведува на тоа дека се работи за манастирски комплекс. Локалитетот Тројани се наоѓа во подножјето на Тројанска чука, оддалечено 2,5 километри источно од селото Оровник. Во 1958 година откриени се неколку гроба во кои се пронајдени една кама и грниња. На локалитетот Вишово има остатоци од камења,
а во 1938 година биле пронајдени повеќе гробови. Селото Оровник илјадници години зрачи на целиот негов простор како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија во ликот на Македонската православна црква е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни појлби и житија кои датираат од 969 година до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византискиот цар, царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урос IV, Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манасирот Света Богородица Перивлета во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Обстојувањето на селото Оровник е забележено и во Отоманскиот пописен Тапитефтер број 8 од 1436 година за времето на владењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, со чиј атар раководеле Амет Балабанбек и Сари Мулабек во пописниот дефтер од 1446 година, направен 10 години после востанието на Ѓорџија Кастриот, каде што според овој попис селото административно припаѓало на Охридската каза, имало статус на дрвеџинско село, за да во 16 век административно припаднало кон Дебарската каза. Во периодот на пописот во селото имало 20 домаќинства, селото плаќало данок од 3026 акчиња. Исто така, селото Оровник е забележено и во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а престанатиот дел од датарот на вакуфот на Устрев Ага и на вакуфот на Демо Ага, во чии вакуфи живееле 50 домаќинства, сите рисјански. Селото е забележено и во отоманските пописни дефтери од 1565 година, во отоманскиот дефтер од 1570 година, а во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото бројало 44 домаќинства, а припаѓало на Охридската каза. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на тимарот Адем Паша, чиј негови неколку чипници ги раководеле Дозан Ага, Кара Мустафа бек, Абдул Ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назив Ахмед бек. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото броело 30 рисјански домаќинства.
Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Оровник биле Хаджи Шукри бек, Адил бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рау бек. Во 19. век Оровник било село во рамките на Дебарската каза на Отоманското царство. Според податоците од 1879 година, селото имало 60 домаќинства и 166 жители, од кои 146 православни македонци и 20 македонци со мухамеданска вероисповест. Кон крајот на отоманското владење во селото Оровник постоеле 4 чифлици, чии чифлик сајби биле Малик бег, Салијага и Рифат ефенди, а името на четвртиот чифлик сајбија, името не му е познато, каде што своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гочев и топографски и етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото броело 140 жители, додека пак според историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 166 жители. Дека селото Оровник на овие простори обстојува многу векови, говори пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански и во светски размери антрополози и географи од 20 век, доктор Јован Трифуновски, Охридската струшка област, издадена во Белград 1992 година, за селото го забележал следното. Селото Оровник се разпостила подпланинскиот гребен Вишо, во долината која ја формираат реките Капеш и Тројанска река. Во Оровник се е свртено кон сонцето, куќите, нивите, ливадите, како да се поставени гледајќи на јужната страна спрема Охридското езеро. Во Оровник се наоѓаат виканите места Вишо, Селиште, Чобанче, Чука, Тројанско поле, Миратој нивје, Лесковец, Маркова рамнина, Голема нива, Мали ливаѓе, Широки радол, Крива врба, Оровчански ливаѓе, Долно поле и многу други викани места. Јован Трифуновски во својот научен труд Охридско-струшката област за семејните лози во Оровник го забележал следното. Сите родови во селото се доселенички. Најстари родови во селото се Мијалковци и Неловци, кои се доселиле во 18 век. Мијалковци доселени се од Мијачкиот крај, поточно речено од селото Галичник. Неловци доселени се од селото Лактиње. Во Лактиње дошле од селото Присовјани. Цветковци доселени се од селото Шошани. Јолаковци доселени се од селото Којнско, Преспанско. Далчевци доселени се од селото Злести. Митревци доселени се од селото Слатино. Боболовци доселени се од селото Лин, Албанија. Шекуловци доселени се од некое село во околината на Лерин. Од Леринско најпрво се населиле во селата Лактиње и Слатински Чифлик. Мартиновци доселени се од преспанското село Герман. Тие од Герман најпрво се населиле
во Ѓавато, оттаму во селото Црвена вода, а од Црвена вода отишле во Орман, а од Орман се населиле во Оровник. Мојшовци и Лошковци по потекло се од Дебарско. Од Дебарско најпрво отишле во Струшка Малесија, а оттаму во Лешани, а од Лешани во Подмолје, а во 1912 година се населиле во селото Оровник. Втората половина на 18 век за Оровник е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рамии и шилеџии, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разрнатата селска црква Свети Илија, манастирите Света Петка, Света Недела, параклисот Свети Никола Чекотштина и црквата Свети Спас. Во селото Оровник ги има следниве цркви. Црквата Свети Илија, која се наоѓа на сред село. Црквата е посветена на пророкот Свети Илија, изградена 1927 година. Подигната е на темелите на стара црква, која била изградена во турско време, а била во сводот 3 скали под површината на земјата. Изградена е за 700 златници на полони, а ја граделе мајстори од село Вевчани. Фреските и живописот се дело на зографот Доне Донески. Осветувањето на црквата е извршено во 1929 година. Црквата, за своите потреби и потребите на верниците, има современа трпезарија во кругот на црквата. Црквата е отворена за верниците секоја недела и за сите верски празници. Богослужба има за Илинден и по големите верски празници, како што се Божик, Водици, Великден и други. Традиционално секоја година на празникот Водици, во водите на Охридското езеро, кај Оровничка плажа, се фрла крстот. Манастир Света Петка. Од памтивек, малото изворче кое се наоѓа во шумата на Света Петка, го носи незиното име. Оровничани од секогаш оделе и таму и оставале подароци. Во почетокот на 80-тите години од минатиот век, по иницијатива на оровничанката Цара Ѓорѓиевска, подигнат е привремен објект на манастирот и извршено е каптирање на лековитата вода од малото изворче. Благодарение на сестраната помош од жителите од село Оровник, помошта од верниците од околните села и градови, од нашите сонародници од европските и прекуокеанските земји, од многуте спонзори, од фирми и општините Охрид, Струга и Дебрца, направено е многу. Изградени се манастирска црква и иконаци, асфалтиран е патот од селото Оровник до манастирот Света Петка во должина од 1,5 километар, донесена е вода за пиење од водоводниот систем Тројани, средена е околината околу црквата и иконаците и така натаму. Осветувањето на манастирската црква е извршено на празникот Света Петка на 8 август 1999 година, а осветувањето го изврши митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господинот Тимотеј, со своите свештено служители. Во манастирот, од неговото осветување постои и појас кој го носат жените, кои не можат да имаат пород. До денес многу жени го добиле своето чедо благодарение на светиот појас од манастирот Света Петка од селото Оровник. Богослужба во манастирот Света Петка има на ден 8 август на празникот Света Петка. На овој ден има и голем црковно народен собир, а манастирот со сите посетители дава ручек. Манастирот Света Недела во местото викано Капеш. Веднаш на селото Оровник, на патот кој води за Тројанско поле и соседното село Лакочереј, се наоѓа местноста Лекојта вода. На ово место од памтивек постои изворче со лековита вода, која што е богата и со минерали. Ова место уште од порано меѓу населението било познато како Света Недела. Во 90-тите години од минатиот век, на иницијатива од оровничанецот Крсте Неловски, богослужба има за празникот Света Недела на 20 јули секоја година. Спроти празникот Света Недела, вечерта на заслогот има голем црковно народен собир, кој
секоја година е посетен од многобројни верници од целата држава. На самиот празник на Света недела 20 јули има богослужба, а манастирот за сите посетители исто така дава ручек. Светиот крст во местноста Умалиште, помеѓу двата селски пата кои водат, едниот кон аеродромот и другиот кон местноста Лескоец, на самата ширина во 2000 година, односно на 27 септември во 2000 година, на почетокот на новиот милениум и 2000 години од христијанството, подигнат е Свет крст. По иницијатива на оровничаните браќата Богоја Душан и Иван Сидорови Јолаковски, заедно со својата фамилија, подпомогнати од жители на село Оровник и верници од околните места, подигнати околу 10 метри висок крст од метална конструкција. Крстот е осветлен така што тој ноќе може да се забележи од магистралниот пат Охрид-Кичево, од соседната Струга и од селата во Струшкиот регион. Светиот крст е посветен на воздвижение на Светиот крст. Осветувањето на Светиот крст е извршено на 27 септември 2001 година. Осветувањето го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј со своите свештено служители. Богослужба има на празникот Крстовден на 27 септември. На овој празник секоја година оровничани и останатите посетители го посетуваат Светиот крст на црквено народен собир, каде што Светиот крст дава мала закуска за сите посетители. Свети Никола Чекоштина. Параклис поставен во местноста Чекоштина, во место викано Карпа, до локалитетот Кузлук. Постои иницијативен одбор за изградба на комплетен храм посветен на Свети Никола. Во подалечното минато, мештаните од селото Оровник учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење, како што е во станието на Ѓорџија Кастриот. Исто така, во периодот на отоманското робство, од страна на оровчанци се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свеска и населението, која со години била потискана во оваа регија. Мештаните од селото Оровник учествуваат и во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Македонија не може да опстане без чувство за национална сплотеност. Кај македонскиот народ, во неговата подсвест, обстојува некоја необјаснива, невидлива сила, што во најтешките времења го прави жилав и издржлив. Македонскиот народ е горд на своето славно минато, чувствува огромна љубов за својата родна земја, која го инспирира и поттикнува во континуитетот на борбата за заслуженото место под сонцето на светските народи. Македонскиот народ досега никогаш не потклекнувал пред својата судбина, туку продолжувал да го развива своето чувство на самоодржување и самоодбрана. Ние, македонската интелигенција, без сомнение ја носиме најголемата одговорност за положбата во која денес се наоѓа нашата татковина. Тешкиот живот ги примораво оровчанци својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција речиси и никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните големи балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Кога секој добронаменик ќе дојде во Оровник и кога ќе прошета низ селските сокачења и пачења, ќе се одушеви што старото одамна му стапило место на новата современа урбана архитектура, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните
од селото, на чиј современ градски живот можат да им позавидат и некои помали или поголеми градски и приградски населени места во Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Оровник, првиот петок по Великден на манастирската слава посветена на Света Петка Римјанка, ова 2023 Господово лето, кој се празнува со векови во овој манастир. Почитувани мои, како мештаните од селото Оровник го празнува верскиот празник ова 2023 Господово лето, кој се празнува со векови во манастирскиот духовен храм Света Петка, ќе ви пренесам во продолжение на наредната документарна репортажа. По праву беше се Спаси,